Интеркултура, интеркултура. Добре дојдовте во уште едно издание на Шорткастот Интеркултура. Мој денешен гостин е Славчо Димитров, долгогодишен граѓански активист од коалицијата Маргини. Како ја оценуваш сегашната состојба со правата на маргиналните заедници, со борците за сексуални и родови права? И покрај тоа што имаше некои релативно значени поместувања и поддршка, барем од претходната влада, сепак имаше и голема воздржка од таму. Она што исклучително влијаеше на состојбата со правата и на сексуалните малцинства, меѓутоа и со родовата еднаквост. Особено е драстичниот пораст, зашто Македонија е еден од најзначајните примери во регионот на антиродовите движења, кои што со своите мобилизации успеаат да стопираат серија на политики, на законски решенија кои што требаше да донесат исклучително напредување во оваа област. И она што посебно е загрижувачко е што е воедно преседан се последните чекори од Министерство за образование, односно од министерката, која што од Законот за основно образование направи серија измени во кои што ги тргна секаде како забранети основи за дискриминација, сексуалната ориентација, родот и родовиот идентитет. Ја тргна и родовата еднаквост, која што беше претходно еден од стратешките приоритети во образованието во овој закон, и истиот по една неверојатно брза, без никакво објаснување процедура во собранието, без никаква јавна дебата, овие измени беа многу едноставно усвоени. Преседане затоа што за прв пат ни се случува во закон во кој што имало јасни антидискриминаторски клаузули, известни стратешки насоки да се тргаат истите, односно да се уназадува. Она што претходно го имавме е неносење. А сега влеговме во една фаза која што може да има во иднина опасни реперкусии, да биде потик и за други такви чекори. Се сеќавам дека 10 години наназад, одсекогаш имало дебата. И таа дебата, дури и кога била тензична, постоела како дебата. Дали сега, например, оваа реакција покажува дека граѓанското општество е уморено? Се разбира дека вие како активисти реагирате во рамките на вашите можности, меѓутоа нема една поширока јавна сфера. Нешто што јас сметам дека представува ментално клучниот проблем за сите оние кои што сме вклучени во некој граѓански активизам. Мислам дека тоа е всушност проблемот на отсуство на една поширока мобилизација. Не само за овие прашања, него воопшто мобилизација, политичка мобилизација за серија други прашања кои ништо не сегата, освен она што сега го гледаме околу загадениот воздух во некоја форма. Меѓутоа, граѓанското општество и активистите од една страна мислам дека се уморни, бидејќи тоа се луѓе кои што го пројдоа траорот и теророт на ВМРО 11 години претходно, го пројдоа уморот на една жестока борба која што беше шарената револуција, која што заврши успешно, можам да кажем, меѓутоа тоа како се развие веќе друга приказна понатаму. И денеска мислам дека тука се намалени капацитетите. Луѓето се истоштени, се разочарани во голема мера од воопшто од можноста за суштински промени и за трансформација на општеството. Голем дел од младите луѓе кои што би можеле да бидат онаа сила што би носела едни промени или заминува, или останува доколку студираат надвор, а она што ние го забележуваме како загрижувачка тенденција, особено помеѓу помладата генерација, е целосното отсуство на желба да се занимаваат со граѓански активизам или да бидат вклучени во ова. За нас тоа е индикатор дека можеби ова е прашањето на кое што треба воедно и како активисти најмногу да работиме, а тоа е на креирање на нови фронтови и мобилизација, политичка мобилизација, неко враќање на таа политичка страст и политичка надежда. Од друга страна, она што исто е особено загрижувачки е дека медиумите се тотално незаинтересирани за овие прашања. Ние конкретно еве на пример околу измениве во основно образование, едноставно тоа не доби никаква медиумска реакција. И покрај тоа што се разбира, ние праќавме серија на соопштенија, на реакции, не само индивидуални организации, туку и мрежата за заштита и спречување на дискриминација, други мрежи организации, меѓутоа медиумите едноставно ова не го третираат како релевантно прашање. За мене тоа е не само показател за еден можеби демократски дефицит кај медиумите кои што се една од клучните демократски сили, туку во исто време е и загрижувачка тенденција, бидејќи медиумите очигледно не ја научија лекцијата и кај нас во контекстот од после 2006 кога имавме, а кога и тогаш ВМРО прво на удар ги стави овие групи, тогаш сите сметаа дека ова е некакво изолирано идентитетско прашање и проблем на некои таму луѓе, па не го сметаа како релевантно политичко прашање, а се покажа дека добрата авторитарна и фашистичка логика секогаш почнува овде и подоцна работите стануваат малку
предоцна за да се трансформираат. И мислам дека влегуваме повторно во една таква фаза. Што е проблемот, да речеме, што поширокото граѓанско општество одбива да ја прифати промоцијата на правата врз база на сексуален или родов идентитет? Види, конкретно за овие прашања, за мене ова е врзано прашање еквивалентни на тоа што е она што даде толков подем на антиродовите движења, кои што се во исто време и антимигрантски движења, и националистички, и фундаментално религиозни движења и така натаму. Особено тој пример и ке нас е јасно видлив ако ги следите пораките, символиката, ставовите што пишуваат, го имате тој еден целосен склоп. Значи прашањето е во исто време и зашто се они толку успешни и како успеаја да придобијат огромен број од граѓанството на нивна страна, не само на граѓанство кое што по дефолт и претходно веќе било длабоко хомофобично или конзервативно и мизогино, туку и оној дел од граѓанството кое што некако беше неутрално околу овие прашања. И ова е многу комплексно прашање кое што има мултидимenzионален одговор. Не сум сигурен дека можам целосно да понудам рационално обяснување, меѓутоа мислам дека она што е едно од клучните фактори е дека изминатите години и на локално, но и на глобално ниво пројдовме и се уште проаѓаме низ длабоки кризи. Ја пројдовме пандемијата со ковид, ги пројдовме војната во Украина, неодговорноста на голем дел од демократските западни сили да се справат со овие прашања, пројдовме инфлацијата, високите поскапувања и неспособноста на државата да се справи, зашто дополнително ова се ефектуираше не само врз најсиромашните, туку и среднокласните слоеви во општеството, дополнително имаме ситуацијата во Палестина со уште тековниот геноцид и покрај прогласувањето на ceasefire, во кој што се покаже дека западниот демократски свет едноставно ги погази основните демократски принципи, со што им даде можност на радикално десничарските движења да ги зацрстат своите аргументи, а на оние кои што веруваа во либерално-демократските институции и принципи да кажат дека ништо од сето тоа нема вредност. Една длабока криза. Во таква криза левите сили се покажаа повторно како целосно неспособни не само да изградат алијанси и фронтови, туку да изградат соодветни стратегии, реторики, дискурси со кои што ќе се спротистават на ова, да се обединат, а второ десничарите успеа многу успешно овие стравови, анксиозности ке голем дел од леѓаните кои што се проживеани материјални телесни искуства да ги налепат на добро познатите конзервативни фобични позиции, да го најдат имагинарниот непријател во кој што ќе огледат виновникот за сопствената несигурност, екзистенцијална несигурност особено. Во таа ситуација веројатно голем дел, јас сметам дека одговорност за тоа носи и граѓанското општество, особено она што јас го гледам како вина е дека во текот на изминатите декади, не само ние, туку ги поширокото граѓанско општество имаше една силно деполитизирана позиција, во која што политичката борба ја сведи на тотално деидеологизирана позиција, немаше јасни антагонистички линии, јасно изградени фронтови и јасно дефинирани политички позиции. Дискурсот беше ориентиран на еден гол правнички, human rights дискурси и реторика, која што за луѓето и за секојдневниот човек и граѓани, за неговите искуства, многу малку значи. А од друга страна, не се креираше јасен фронт и позиција, она што Лаклау и Муф го нарекуваат јасна антагонистичка линија на нов колективен и политички идентитет или народен фронт, лево-популистички, ако сакате народен фронт, во кој што луѓето ќе најдеа можност со кој да се идентификуваат во една таква кризна ситуација. Десницата успеа целосно да го преземе оштетеното граѓанство кое што живее дислокацијата и кризата која што ја пројди, да го налепи на овие дискурси. Ако големата визија е она што го нарече обединување лево во Народен фронт, како да се преживее, дури евентуално да се стигне до исполнувањето на таа визија, во смисла што е за вас излезот? Види, ова се прашања со кои што и јас лично, меѓутоа и ние као некој групи колектив секојдневно се бориме и си ги поставуваме. И не е тоа едноставно, не сум сигурен дека ние можеме да дојдеме до одговор. Она што јас мислам дека е клучно за нас во овој период, особено период кој што ќе следува, кој што ќе биде се потежок, имајќи предвид и глобалната ситуација моментално, е креирање на автономни зони.
Тие зони ќе бидат неопходни прво за да преживееме, второ за да мобилизираме и да приближиме луѓе кои што, како што посочи ви на почетокот, се сериозно деполитизирани од серија фактори во кои што можеме во неколку дена дебати да влегуваме. Второто рамниште мислам дека треба да се обновуваат коалициите, градење на фронтови кои што особено и во нашиот контекст после шарената и во тегот на шарената револуција ние успеавме да ги изградиме. Имаше еден нов народен фронт, нов хегемониски блок, како сакате, историски, кој што се креираше и кој што беше одлична можност, меѓутоа таа можност се испушти. И големото разочарување кое што следуваше од тоа сега наметнува уште потешка задача како повторно да ги изградиме тие фронтови. Дополнително имаме кооптирање на голем дел од граѓанското општество. Вие можете да забележите ако следите и голем дел од женските организации моментално се кооптирани од новата ВМРО-вска структура. Дел од нив се поврзани со актуелната председателка во Македонија, дел од нив сметаат дека прашањата кои што се за трансродовите лица, за сексуалните малцинства треба јасно да се исчистат од прашањето за сексуалното насилство врз жените, да се води таа битка изолирано, прашања кои што некако мислевме дека се надминати или успеавме да ги создадеме во еден покомплексна визура некако во последниве 20 години. Така да мислам дека тоа се тие две работи. И тука она што ќе биде многу важно е да видиме како меѓународната заедница ќе се постави околу овие прашања. Едно прашање од позиција на адвокат на ѓаволот во смисла дали доколку не постоеше прајдот како манифестација, дали доколку не постоеше антагонистичкото однесување, ќе беше подобро. Нели, овие конзервативни кругови стално го кажуваат како флоскула, супер е тоа во нивниот кревет, мене ме нервира што со тоа ја замараат јавноста. Види, ние можеме концептот на прајд и на парада да го критикуваме и јас сум еден од тие кои што и ти веројатно и други ваши колеги знаат дека многу години унапред сум бил критичен за тоа како политички се позиционира парадата. Меѓутоа, аргументот на добронамерните и на доброчудните подржувачи на ЛГБТ заедницата, кои што имаат пријатели, кои што се ЛГБТ, кои што исто така се против тоа, едноставно не држи вода. Немаше да биде подобро, затоа што без овие начини на действување, без ставање на колективна мобилизација, јавна видливост и искачање на улиците, стопирање на регуларната циркулација на хетеронормативната сфера и без градење на антагоничка линија, вие немате политика. Што можеше да биде подобро и како воопшто во тој случај би биле политизирани овие прашања. Во крајна линија може да имате организации, нормални групи кои што ќе сметаат дека они сметаат дека прашањето за ЛГБТ правата не треба да се води на тој начин и буром нека пристапат на поинаков начин. Она што и ние као организација и луѓето со кои што работиме и членовите од заедницата, начинот на кој што работиме, сметаме дека ова е начинот на кој што тоа треба да се прави. Тој начин треба да биде конфронтирачки. Не верувам во поинаква линија, немам нити намера да играм на картата на толеранција и да глумиме добрите нормални педеричиња кои што се исти како и сите останати, меѓутоа едноставно не постојат надвор од четирите зида. За крај, обврската да се направи акцијски план за остварување на правата на ЛГБТ заедницата е препорака од Рамковната конвенција за заштита од Советот на Европа и тоа е многу сериозно прашање. Дали очекувате дека сепак унапредување на правата од аспект на исполнување на меѓународно преземени обврски може да ја подобри ситуацијата? Воопшто не мислам дека тоа ќе биде начинот на кој што ќе се постигне некакво подобрување на ситуацијата. Прво не мислам ни стратешки дека е најпаметната одлука, затоа што како што ви кажав во еден момент, западноевропските сили и Европската унија моментално киксираше поднос на многу прашања, а од друга страна во меѓуопшта популација во Македонија и нема висок углед. Тоа може да биде сватено како игра со непријателот. Меѓутоа тоа за мене е помалку спорно. Она што мене ме разубедува во можноста дека тоа ќе биде начинот да се променат нештата е многу прост пример. Ние имаме коалиција Маргини доби случај во Страсбур против државата на X против Македонија, односно трансродов маж кој што ја тужеше државата и доби. Од тој случај произлезе обврска за државата, не само лично да го оштети, него и како правен лек да донесе законски измени. Тоа не го направи државата до сега. Не го направи државата додека социјалдемократите беа на власт. А дека ВМРО-вската власт ќе ја преземе таа одговорност или било каква опомена од Советот на Европа па особено,
Сум уште помалку убеден во тоа дека ќе има некаков позитивен исход. Ако ние судска одлука не успеавме, препорака која што доаѓа, која што не е толку врзувачка, мислам дека ќе има уште помал ефект. Благодарам за гостувањето. Фала на поканата. Intercultura, 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 intercultura.